Викендов во Кочани се одржа 32-то издание на меѓународната стопанско-културна манифестација Денови на Кочанскиот ориз, во рамки на која беа организирани повеќедневни активности кои представуваат спој на традицијата и современиот уметнички израз, духовното и материјалното културно наследство, пренесени преку песната, орото, народните обичаи, традиционалната македонска кујна и етноелементите, со цел да се популаризира символот на овој крај, Кочанскиот ориз, или белото злато, како што уште го нарекуваат. На традиционалниот фолклорен концерт, кој се одржа во градскиот парк на Кочани, многобројната публика имаше можност да го проследи настапот на неколку фолклорни ансамбли. Пред се домакините, фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов од Оризари, кои се организатори на фолклорниот концерт, фолклорниот ансамбл Мугри Кочани, културно-уметничкото друштво Руен Кочани, фолклорниот ансамбл Бјела од Црнагора, културно-уметничкото друштво Чарапанка од Крушевец, Србија, македонското културно друштво Илинден од Јесенице, Словенија, академскиот фолклорен ансамбл Оро од Ниш, Србија, ансамблот за народни песни и танци Граовска младост од Перник, Бугарија и гостите од Зенеи школа од Сиген Сент Миклош, Унгарија. На многобројните штандови посетителите можеа да вкусат и разни специјалитети од кои се собираа средства за хуманитарна намена. Домаќин на традиционалниот настан за жнејување и вршидба на оризот оваа година беше Мојанци, едно од најубавите полски села во Кочанскиот крај. На настанот присуствуваа голем број странски делегации, кои беа сведоци на традиционалниот начин на зажнејување во оризовите полиња и богатата културно-уметничка програма која се одвиваше во дворот на црквата Свети Кирил и Методи во Мојанци, каде што лично присуствуваа амбасадорот на Австрија Мартин Памер, амбасадорот на Јапонија Оцука Казуја, амбасадорот на Кина Джанг Цзуо, амбасадорот на Руската Федерација Сергеј Базникин, представници од амбасадата на Бугарија и представници од амбасадата на Чешка, како и директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделието и рурален развој Никица Бачовски и неговото високопреосвештенство митрополитот Брегалнички Иларион. Денес тука сме да му се поклониме на трудот на земјоделецот. Земјоделецот кој има изворен придонес во развојот на стопанството и воопшто општествениот развој во општина Кочани. Да се поклониме на трудот за кој се надеваме дека ќе добие достоинствено место, ќе има пристојна цена и трудот вложен во производството на нашето бело злато ќе ја има вистинската вредност. Со цел да се мотивираат оризопроизводителите од Кочани и Кочанско, но и останатите земјоделци уште повеќе да вложуваат во земјоделството, беше доделена награда за најуспешен земјоделец оризопроизводител во вредност од 60.000 денари, која оваа година ја освои Митко Стојанов од Кочани. Наградата ја врачи градоначалникот на Кочани Митко Папазов. На општина Кочани за наградата. Се надевам дека и во иднина ќе работиме успешно и посветено во производството на оризот. Сакам да упатам посебна благодарност на местна заедница Мојанци и општина Кочани за одличната организација за оваа прекрасна манифестација. Оваа манифестација има за цел да го поддржи оризопроизводството во Кочани, така се надевам дека во иднина ќе се одржува и ќе трае се долго и долго. На земјоделците посакувам успешна жетва и добар род. Благодарам. Жителите на село Мојанци земаа масовно учество со традиционални јадења и специјалитети од ориз, а Сдруженијето на пензионери Кочани ги потсети присутните како некогаш се обработувало кочанското бело злато. Представници од армијата, логистички вод од Батаљон за борбено-сервисна поддршка подготвуваа на лице место вкусен сутлијач, од кој се бараше порција повеќе.
Деновите на Кочанскиот Орис беа заокружени со вечерниот концерт Македонија во срцете носиме, кој се одржа во градскиот парк во Кочани и кој настапија голем број на популарни музички имиња. Публиката имаше можност да ужива во настапите на Ламбе Алабаковски, Огнен Здравковски, Александар Тарабунов, Миле Кузмановски, Мина Блажев, Наум Петревски, Сузана Спасовска, Бојана Скендеровски, Андријана Јаневска, Игор Џамбазов, Денка, Зуица Лазова и Марија Спасовска. Пофалби за општина Кочани, кои се докажаа како одлични организатори и домаќини на годинашното издание на оваа значајна манифестација, која привлече огромен број посетители од повеќе делови од земјава и од регионот.